Добро вечер, следите уште едно издание на емисијата Live Cover, издание во кое мои вечерашни гости ќе бидат Ане и Горан Тоневи и Трајче Ефремов. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Инаку Ане и Горан се татко и син, а Трајче заедно со Ане соработува веќе подолго време. Како започна вашата музичка приказна, односно како ја засакавте музиката? Еве најпрво Трајче да каже. Па вака, добро вечер и од мене. Јас музиката ми ја осознав во средношколските денови. Значи јас имам некој си потенцијал од мали денови, мали години. Татко ми беше купил една гитара, на брат ми една армоника и се надеваше да ќе научиме да свираме уште од мали години. Меѓутоа не се оддадовме тогаш во музиката. Во средношколските години, да, се осети некој потенцијал во мене. И така започна, значи имам една акустична гитара. Значи немало притисок од дома? Не. Туку тоа дошло спонтано? Да. Можеби преку твоите другари во Па да. средношколските денови. Може се каже и тоа, дека и останатите мои другари исто свират и гитари, значи имаше нели журки правевме, свирење во школи, натамнами. Може би тоа е така, може да се одреди како почеток на моите другарувања со гитарата и со музиката. Така. Да. Ане, ти? Добро вечер. Добро вечер. Па, мојата историја е отприлика слична како и на Трајче, меѓутоа јас го имам тај ген наследено од татко ми. Татко ми исто така во негово време, се со свое време, исто музичар на традиционални народни инструменти, на гајда, на кавал, на шупелка. Во тоа време тоа се имало, тоа се свирало и така тоа го имам наследено. Исто и татко ми имаше купена една армоника, свири армоника, меѓутоа љубовта кон гитарата преовлада и станав јас на некој начин гитарист. Вечерова заедно со вас сте и твојот син Горан. Точно. Горан, колку време свириш гитара? Најпрво да кажеш колку години си. Јас сум 14 години. Така. Гитара свирам од својата некаде 7 година. Значи веќе 7 години, така? Да, значи генот продолжува кај мене. Така ја го гледав татко ми како свири. Тој подолу си свири, така? Да, и некако засакав и јас да свирам на тој инструмент и му реков: "Тато, ајде научи ме ја да свирам", и така почна. Потоа се запише во музичкото училиште Сергеј Михайлов. Така во нижо музичко? Да, во нижо музичко. И сега каде учиш? Сега учам во Ванчо Праке, но планирам да се запишам во музичкото училиште. Значи наредната година ќе бидеш во средно музичко училиште и планираш исто така да продолжиш да се занимаваш со музиката. Одлично, слушателите и гледачите ќе имаат можност да се уверат во вашите музички квалитети, особено во оние на Горан, гитарските. И сега следува првата композиција која што ќе отсвирите. Инаку за подсетување, значи вечерва ќе свирите претежно рок композиции, легендарни класични рок композиции, во кои се надевам дека ќе уживаме. Првата тема е легендарна тема од Deep Purple која што носи наслов Soldier of Fortune. Може да ја слушнеме. I have often told you stories about the way I live the life of drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Then maybe you'll say, "Come lay with me and love me, and I will surely stay." But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo well from distance, like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune.
traveler, I look for something new. In days of old, when nights were cold, I wandering without you. Those days I told my eyes, I see you standing near. Oh, blind as is confusing me, show me that you're not here. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung are in distance, like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I can be the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I guess I'll always be a soldier of fortune. Гледате лайв кавер, вечер во мој гости Ане и Горан Тоневи и Трајче Ефремов. Во колку бендови имате членувано? Трајче е најпрво ти. Добро прашање. Искрено ти кажам и не може да ги набројам, многу се. У средношколските денови почнаме со еден бенд, Глас се викаше бендот. Тоа е во крајот на 80-тите години, така? Да, 89-90 година, да. Глас се викаше бендот. Заедно со Ивица Јорданов, така? Точно, да. Кога тој беше гостин во оваа емисија, спомена дека така, токму таа тоа беше е првата група што ја формираме. така, еден од неговите први бендови. И имаше доста настапи имаме у Дом на млади. После тоа се формира бендот Боброк, познатиот Боброк Така. у Штип, нели? Така. И беше што беше со тај бенд, имаме снимано 2 песни. Добри свирки правеме, значи свиреме по доста градови. Живи низ настапи. Македонија, да, живи настапи. Добро да се каже дека бевме пред група на 3 пати на ден, кога го одржуваа нивните концерти кои ги одржуваа низ Македонија. После тоа почнаа тезга свирките. Значи јас почнав да свирам сам, соло. Заедно прво почнаваме со Ивица, да, 2 гитари. Меѓутоа, поради некои причини, секој на своја страна, јас свиреше сам, он свиреше и у други бендови, свадби, Така. така. И после се запознаме со Ане. Со Ане. Мислам, ние се знаеме од порано, меѓутоа не свиреме заедно. И Колку време заедно свирите? По 15 години има, 15 години. малку прекин Сигурно имаше има, да. некоја година. Меѓутоа на почетокот на 2000-та година, таму некаде. 98. И порано. Значи, пред 2000-та година. Имаше елемент Монтана се викаше заедно, да. Со Фанец. Драги. А после се разсториме Доста по солиден други бенд. бендови. Така, имаше мешано доста бендови. Музичарите знаат да се групираат. Да, да. Сега сме заедно со Ане, доста години свиреме Така, заедно. заедно свирите. И сега за сега обстојуваме на тај начин. Ане ти? Па мојата историја е тука слична со на Трајче, само што јас повеќе тезгарев, него немаше така некои авторски музики. Авторски музики. Да. Повеќе тезгарење со многу колеги кои што после со Трајче, со Ивица, со Ване. Со сите штипски музичари. Да, може да се рече, да, и сега сме со коктел бенд со Коце, наш Тројка. Да. Е, Друг стил на музика свиреме. токму така, токму така. Меѓутоа вечерва како засилување твојот син Горан. Точно. Горан, ти ако си само 14 години, дали членуваш во некој бенд? Или имаш да. членувано? Има членувам во еден друг бенд, вика се Out of Range. Со твои другари, претпоставувам. Да, со Димитар Симонов и некои други членови. Така. И така, имаме настапувано по повеќе фестивали, вака нешто, хуманитарни концерти. За денот на пролетта, Да. претпоставувам во Дом на младите. Тоа не беше настапувано. првиот настап. Ми се чини дека имате настапувано и на Штипската пастрамелија. Да, настапувавме оваа година и на пастрамелијата. Морам да се пофалам пред една година на еден фестивал во Кочани.
Земав награда за најдобар млад надежен гитарист, гитара. Тоа е твојата прва така индивидуална награда. Па, да. Не, ќе кажеш нешто подоцна, бидејќи ми се Имаме чини некои дека други награди, одиш на надпревари, Да. меѓутоа тоа е класична гитара. Тоа е за класична гитара. Нешто подоцна. Подруго е тоа. Така, нешто подоцна за тоа. Сега следува и втората композиција која што ќе отсвирите. Тоа е тема од бендот Bon Jovi, која што носи наслов Bed of Roses. Може да ја слушнеме. Sitting here wasting one this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know. Was a bottle of vodka still large in my head. Some blonde give me nightmares. Think that she's still in my bed. As I dream about movies that won't wake of me when I'm dead. With an alcohol fist, I wake up and French kiss for more. While some marching band keeps it on beat in my head while we're talking about all the things that I long to believe. About love, the truth, if you need me, and the truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay you down on a bed of roses. Oh, tonight I'll sleep on a bed of roses. Just as close as your holy ghost is, lay you down on a bed of roses. The hotel bar hangover, whiskey's gone dry. The barkeeper's sweet, she's giving me the eye. I'm in the air. So I think I'll die. На колку инструменти свирите? Еве, се уверивме дека Горан и Јане свират одлично на гитара, меѓутоа, Трајче, ајде направо ти на колку инструменти свириш? Јас свирам гитара. Така? Веќе спомена дека свириш Точно, гитара. да. Друг инструмент не свирам, значи гитарата ја свирам ритам гитара. Значи не сум никогаш свирал. И твојот соло. инструмент е вокалот, така? Точно, да. Повеќе пеам, значи после некој период се одедов на повеќе на пеењето и така. А не? Освен гитарата? Па освен нема друго, само гитара и бас гитара. Тие ми се два инструменти кои што ги имам работено. Така. Друго Жичен инструмент, жичени меѓутоа, инструменти, да. Имам нешто работено така бузука, мислам Така. знам да свирам, али грчки национален инструмент. па точно, али како со политика да видева работи. Нема бузука. Горан, ти освен гитарата? Па јас свирам гитара, бас гитара. Исто така свирам класична гитара, кај професорот Дејан Лазаревски. Така. Дали, например, знаеш да свириш пијано? Клавир? Не, се уште не. Се уште не. Не. Меѓутоа е од наредната година, кога ќе се запишеш во средното музичко училиште, претпоставувам дека и Да. тоа ќе биде твојот следен инструмент на кој што ги знаеш да свириш.
Одлично, еве сега следува наредната тема која што ќе отсвирите, тоа е композиција од Металика која што носи наслов Nothing Else Matters. Може да ја слушнеме. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is just, we live it our way. All this word I don't just say, and nothing else matters. Trust I see, and I'm finding you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know. Каква музика слушате? И каква изведувате? Па, ќе почнеме од тоа второто, значи изведуваме коктел музика. Свираме претежно Микс. се. Да, микс. Значи на Сите можни жанрови, на така? тезга што и да се Така. потраже, трудиме се да ги задоволиме, нели? Во Македонија има различни вкусови. И такако. И такако има. Свираме претежно се, а заради тоа и бендот ни се вика коктел бенд. Што свираме. Символично име. Да, символично да одговара на се тоа што На го свиреме, репертоарот да. одговара. Иначе слушаме Еве ти посебно немаме што немаме слушаш одреден ти? стил По на дома. музика. По дома. Јас највеќе слушам христијанска музика. Така? Да, определен сум на христијанската музика, додуши и работам христијанска музика сега. Специфичен вид на музика. Тоа е Да. нешто подоцна за тоа Во ред, ќе кажеме. да, иначе не сум љубител да речеме на некој посебен стил. Да, Не се ограничуваш со во жанрови, така. претходните години, да, кога свиревме рок музика, да, меѓутоа Така. сега не. Значи може да слушаме се, Само доколку е буквално се. квалитетно, така. Точно, да. И доколку носи Сепак, добра порака. Сигурно, да. А не? Па
Јас исто да се надоврзам на Трајче, значи мораме да слушаме секаква музика, се што бара народот, ние мора да го слушаме и мора да го свириме тоа. Така. А што сакаме, ето, значи јас повеќе сакаме, да речеме, љубител сум и на поп музика, и на рок, и на блуз, некој па знае и джез, се зависи од расположението, какво расположение имаш, таква музика слушаш. Така да... Не се ограничуваш. Не. Горан, ти каква Па музика јас слушаш? во главно слушам музика што превладува гитарата, што превладува дисторзијата. А тоа е рок музика. Па така нешто, рок плюс. Повеќе рок и блуз, така. Да. Омилени артисти? Омилени артисти Гери Мур, Слеш, Стив Vai. Тамо каде што има гитара. Да. Одлично. Одлично. Сега следува наредната композиција која што ќе отсвирите. Тоа е тема од Sting, односно неговиот бенд The Police, и темата носи наслов Every Breath You Take. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, and every roll you break. Every claim you fake, every night you stay, I'll be watching you. Since you're gone, I've been lost without a trace. From the night I get home and see your face, look around, but it's you I can't replace. Feel so cold and I long for your embrace. Keep crying, baby. Can't you see? You belong to me. How my heart aches with every step you take, and every move you make, every roll you break, every claim you fake, every night you stay, I'll be watching you. Every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching. Every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you. Следната композиција која што ќе отсвирите е легендарна тема од бендот Lynyrd Skynyrd и носи наслов Sweet Home Alabama.
think about her, and I heard only you put her down. I hope you young will remember a sentimental making the wrong anyway. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Yeah. Now we all did what we couldn't do. Yeah. I wanna get past no bothering me. Does your conscience bother you? Tell the truth, yeah. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Sweet home, well, the skies are so sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Трајче спомена дека слушаш христијанска музика, меѓутоа дека и твориш таков на музика. А нешто повеќе за тоа? Па вака, христијанската музика не е ништо специфично, не е ништо посебно. Тоа е не може да се опише тоа. Значи тоа е музика која што Текстови во кои претпоставувам се слави Бог. точно, Така. да. Тоа сакам да го кажам, значи тоа се претежно текстовите кои што ги ја опишуваат целата музика и славење на Бог. Христијанската музика е прекрасна музика, може би во некоја наредна прилика ќе говориме малку повеќе околу тоа. Јас имам и доста песни своји кои што веќе се во обработка, во снимање, знаеш, сакам да направам некој си албум, да се стават сите тие песни на носач на звук и да се промовираат. Со христијанската музика имам настапувано на еден фестивал во Скопје, Визија Фест се вика фестивалот. Која година беше тоа? 2012, 2013 и 2014, 3 години поред. Така веќе значи редовно се одржува тој фестивал. Да, редовно се одржува фестивалот. Фестивалот е од ревијален карактер, значи не е на Без награди, преваручки, да. Битно е да се промовира таа музика, да се слушне, да биде достапна за луѓето. И каква е така. посетеноста? Каков е одзивот? Посетеноста е супер, добра е. Значи има посетеност. Да. Одлично, меѓутоа сепак во Македонија помалку ми се чини дека се знае за таков вид на музика. Точно, да. Повеќе овој Точно, световната музика е малку повеќе застапена, тоа е нормално и вообичаено во светот, меѓутоа можеби само кај нас во Македонија така.
во европските земји, во Америка и странските земји е доста застапена. Дали има некоја разлика, мелодиски разлика, Не. тој вид на музика Нема, со останатите? музика како музика. Значи, единствено во текстот е разликата. Да, во текстот се разликува, меѓутоа, кога ја пееш таа музика, значи кога го славиш Бог, тоа е сосем нешто друго. Побудува и емоции, претпоставам. Не се само емоции, тоа е сосем нешто друго. Да, меѓутоа, тоа е прекрасна музика која што самата музика го слави Бог. Така. Значи, Одлично. Станува збор за Творецот наш. Одлично. Да. Сега следува твоја авторска композиција. Така? Во ред, јас ја пеев таа композиција. Значи не е твоја песната. на Кој автор? На Макфест 2000 година. Авторот е Дејан Георгиевски Дзене од Делчево. Така. Тој е познат и текстописец, и аранжер, и И композитор. продуцент, така. Да, и продуцент. Како носи наслов песната? Песната се вика Ти не си иста. Далечната 2000 година излеговме на Макфест заедно со Ивица Така. и со него, со Дејан Георгиевски Дзене. Еве вечерва со Ани и Горан Тоневи Точно, и Трајче Ефремов. ќе Ти не пробам. си иста. Може да ја слушнеме. Истанбулка стара мора, тивка вечер јас се бора, да ги избришам од мисли твоите зборој лаги ниски, за да заспијам, да ги сокријам моите порази, твои победи, оди си. Вчера немаш срце, немаш вера, а нешто слепа знае ме тера посилно од себе. Не си иста како вчера, немаш срце, немаш вера, а нешто слепа знае ме тера посилно од себе. Љубовта Истанбулка стара мора, да ти простам јас се молам, за да продолжам до зори, како ангел кој се бори, да не заспивам и не сокривам мои порази, твои ордени, оди си. Горан спомена дека свириш и класична гитара и дека имаш усвојувано награди од некој надпревари. Ајде нешто имам. повеќе за тоа и кој ти е професор. Професор ми е Дејан Лазарски. Така. Имам настапувано на повеќе државни надпревари, имам и на меѓународен. Каде се одржа тој меѓународен? Во Србија, во Оранџеловец и зема втора награда. Втора награда, браво. Оваа година пак се пријавив на државниот надпревар и зедов прва награда, а исто така и лани зедов специјална награда. Колку надпреварувачи има на тие надпревари? Па има доста конкуренција.
Не е баш лесно, ама. Отприлика колку надпреварувачи има? 20, 30, 15? Па не толкова, ама 10-15. 10 на 15, Да. во конкуренција до 14 години предпоставува. Па тука негде година две разлика. Значи до 15-16 години, Да. најдобрите класични гитаристи од Македонија. Меѓу нив и Горан. Браво. Секоја чест. Ајде ние продолжуваме понатаму со музика и тоа со Dire Straits со нивниот легендарен сингл Sultans of Swing. Може да ја слушнеме. You got a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime side of the river you step and you hold everything. Band is blowing Dixie, double full time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside, but don't you see too many faces coming in and out in the rain? You hear the jazz go down. The competition in other places, but the ones stay blowing that sound. Way on down south, way on down south, a long downtown. And Harry doesn't mind if he doesn't make the stand. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, setting it up for Friday night with the Sultans, with the Sultans, oh sweet. Then the man steps right up on the microphone and says at last just the time bell rings. The night now, it's time to go home. He makes it fast with one more thing. We are the Sultans, we are the Sultans, oh sweet.
За крај, кои се вашите планови за во иднина? Ане? Ане ти прв, ајде. Планови. Па види, иднината останува на младите, значи они треба да имат Тоа е планови. неспорно. Ние сме на залезо на кариерата, така да секој освирка ни е плюс и тоа. Во Немаме- секој случај немате намера да се откажете од Не, музиката. не, у никој случај, значи може овај До- проект да до продолжи и крај, така, понатака. така. Одлично Се звучите, мора да зависи. признам. Па, Бевте да одлични. кажем дека ово е премиерен настап на ово. Бевте одлични, одлични. Се надевам дека Спој на младоста и искуството. точно, да. Трајче ти? Па за воеднина. Што знам, секој дека не се откажува од музиката. Така спомена дека твориш и дека Да, се уште во иднина планирам. очекуваш и албумот. Да. Плановите се нели една работа, остварливо тоа е сосем друга работа, меѓутоа се надеваме, нели надежта никогаш не престанува. И така, се надеваме дека ќе продолжиме во истиот правец, ќе се занимаваме со музика, со христијанска музика, со рок музика, зашто да не, со свирки, со тезга. Секоја музика која што побудува задоволство. Точно, да. Горан? Па Што јас вака планираш ти? како прво планирам да се запишам во средното музичко училиште Сергиј Михайлов. Да продолжиш да се едуцираш музички. планирам да градам музичка кариера, па ќе видиме. Така, само напред, одличен си. И сите бевте добри, одлично звучите заедно. Еве за крај песна која што ќе отсвирите од легендарниот бенд Eagles кој што носи наслов Хотел Калифорнија. Може да ја слушнеме.
Тоа беше се во ово издание на Live Cover. Вечерва мои гости беа Трајче Ефремов и Ани и Горан Тоневи. Се надевам дека уживавте во нивната изведба. Гледајте ја Live Cover на фреквенциите на Угада FM 91 МHz, исто така на YouTube каналот на Угада ТВ, телевизија Ирис се разбира, ТВ Визија од Прилеп, ТВ Здравкин од Велес, Орбис од Битола, Интел од Струмица и Канал 8 од Кочани.